почна расадопроизводството на тутунот, каков е овој период? Дали е касно за негово расадување, рано или пак еве овој период е добар? Прво сакам да ги поздравам тутунопроизводителите од регионот, Струмичкиот регион и да им посекам успешна година, кај што беше ова претходната, која што ни беше доста добра и имавме просек на килограм тутун 185 денари. Ова година производството на расад имавме мал проблем, бидејќи имаше влажности и затоа расадот почна да гине, но сепак со превентивни прскања ние успеавме да го зачуваме расадот. Така што ова година врнежи имаше доволно почетокот и затоа и тутунот стаса порано и почна од 25 април да се засадува тутунот во Струмичкиот регион. Ние ова година почнавме успешно, но еве сега моментално ова недела веќе се гледа дека треба повторно влажност, дождови да заврнат за да може тутунот да се досади. До сега имаме ние засадено во Струмичкиот регион околу 50 до 60%, значи има уште 40% до целосно засадување. Затоа овие дождови, најавени дождови ќе бидат добре дојдени. Ова година, према нашите евиденции како Сдружение на тутунари и членови на Сојузот, имаме за општо за цела република дека има склучено договори како ланските, но сепак се плашиме дека ќе биде намалено производството, бидејќи имаме мали загуби со самото производство на расадот. И ова година реков дека беше успешна. Ќе бидеме ние благодарни да имаме ланската година колку што извадевме, а лани извадевме 20 милиони килограми на ниво на држава, тутун, милиони килограми. Ние и ова година да извадиме ќе бидеме добри. Има направено евидентни листови доста, но сепак влијаат овде, рековме, временските услови, расадот и сето друго. За Струмичкиот регион имаме направено, тутунопроизводители имаат направено околу 27 евидентни листови, но сепак евидентни листови не мора да значи дека ќе бидат сите евидентни листови и направени договори, ќе имаат засаден тутун, бидејќи народот малку е плашлив и бидејќи од претходната година не се знае самите временски услови, како што беа претходната година, имавме врнежливо во време, имавме слаб тутун кој што беше просек од 114 денари. Сакам да кажем дека тутунопроизводството е моментално рентабилно, може да се каже, бидејќи со самата помош на субвенциите доаѓа до некоја добра сума, се доаѓаат за ние тутунарите земаме еднаш годишно пари во зимно време и толку. Но ако се гледа само на цената, не сме задоволни, бидејќи имаме барања како Сдружение, како Сојуз до самите фирми да ги покачат цените, бидејќи има голема разлика од прва до трета. Трета е 140 денари, а прва 250 денари беше, значи голема разлика. И ние како Сдружение и како Сојуз сме секој пат во преговори со самите фирми за да можат да го покачат трета класа, да дојдат 170 со 270 и значи ќе имаме доста заинтересирани, но сепак моментално можем да кажем дека нашите производители, тутунопроизводители не се задоволни, бидејќи цената, разликата меѓу прва и трета е голема. Друго, што да кажем? Спомнавте за договорите. Може ли по-конкретно еве бројка, колку договори имавте склучено и дали се уште е во тек, дали се уште може да се склучуваат договори? Веќе е завршено. Имаме евидентни листови, према евидентните листови ние можеме да се ориентираме дека имаме извадено 2700 евидентни листови и отприлика толку има со Струмичкиот регион зборувам и толку имаме договори. Значи не е ништо да кажеме дека имаме 2700 дека толку ќе бидат посадени. Не е сигурна работата, бидејќи самите временски услови реков дека го условуваат сето производство на тутунот. Да. Тутунот има ниски производствени трошоци, дали поради тоа е се уште актуелен кај нас? Тутунот, да, нема многу трошоци, но сепак тутунот го садат социјалните фамилии кои што не можат да садат други производи. Тие
се социјални фамилии кои што немаат средства да уложуваат во градинарски фолии или хали да прават и затоа се ориентирани да произведат тутун. Нема трошоци, ама и не се вади многу. 1000 кила да извади една фамилија, 4 члена семејство, по ланската цена, ако зборуваме, тие се 180, значи 3 евра и 2 евра, ако се даде 5 евра, 5000 евра, 5000 евра, подели ги на 4 колку зимат? По 1200 евра годишно. Тоа пари ли е? Значи, не е исплатливо, но сепак нема што да се засадува по тие места каде што нема услови за градинарски услови и немаат средства и затоа се приморани. Тутунарството е најмакотрпно, да, нема трошоци, но сепак е најмакотрпно и еднаш годишно се зема пари, толку. Да. Каков е случајот на светско ниво со тутунопроизводството? Здравствената организација имаше притисок да се намали ориенталниот тутун, бидејќи нагласуваше дека има некои примеси кои што се штетни за здравјето, но сепак ние како членка на тоа здравствена Светската организација на тутунопроизводство успеавме сите заедно да го сузбиеме тоа нивно докажување дека не е штетен ориенталниот тутун, дека поштетни се тие додатоци самите фирми што ги додаваат за производство на цигара отколку самиот тутун. Значи се движи овие 10 години на исти степен и нема покачување, има мало намалување, еве истиот случај и се кај нас, ама самите временски услови го условуваат тоа за намалувањето и самите цени на тутунот бидејќи е ниска и не дозволуваат да се покачи производството. Ние имавме години кога достигнавме до 30 милиони килограми на тутун, но сепак тоа пред 6 години беше и потоа почна да се намалува бидејќи немаше добра цена и затоа беше се намали, дојде до сега ова Македонија ако може да произведе со 21 до 22 милиони килограми тутун е супер. Да. Спомнавме ли на која површина очекувате да биде? Површината на крајот ќе се види, да, нема на крајот ние ќе бидеме задоволни бидејќи претходната година кога беше по 114 денари имавме во Струмичкиот регион откупено 1.800.000 килограми, ова година имаме откупено 1.600.000, значи намалено и ќе бидеме задоволни да остане на оваа килажа, на ланската, значи 1.600.000 килограми тутун да има откупено или ќе бидеме задоволни, значи. Но сепак пак ќе повторам, самите временски услови од тутунот е неотворено, не е покриено. Ако е врнежливо времето, немаме квалитет и ќе имаме килажа, ќе немаме квалитет и ќе нема цена.